Почитувани гледачи, ова се вестите на Канал Виз. Гостин во вестите, во ова издание на вестите е Борис Калковалиев од граѓанската иницијатива Спас за Валандово. Пред 2 дена во Валандово се гласаше за или против отварање рудници, но првичните неофицијални информации говорат дека референдумот во Валандово не успеа. 46,11% од гласачкиот електорат запишано во единствениот избирачки список излегол на гласање, со што не исполне законскиот цензус од 50% плюс 1. Граѓанската иницијатива Спас за Валандово кажа дека на денот на референдумското изјаснување, но и во молкот имаше разновидни притисоци. Калковалиев, 2 дена после референдумското изјаснување, останувате ли на ставот дека имаше притисоци, закани, заплашувања граѓаните да не излезат на гласачките места со цел референдумот да пропадне? Најпрво сакам да им се заблагодарам и да им честитам на сите граѓани на општина Валандово кои што во недела излегоа и го кажаа своето мислење во врска со отварањето на рударскиот комплекс Казандол. Не се согласувам дека референдумот е неуспешен. Разликата во концептите помеѓу нас и страната на инвеститорот и останатите засегнати страни е во тоа што од секогаш за нив Казандол бил само бројки, математики и пресметки. За нас Казандол и нашиот дом, нашата здрава животна средина се нешто многу повеќе. Баш затоа сметам дека овој резултат кој што го постигнавме со оглед на сите притисоци, закани и уцени, сепак дава една јасна порака за тоа што мислат граѓаните на општината во врска со отварањето на рударски комплекс. 4700 граѓани излегоа, претежно претпоставам дека се изјаснија против отварање на рударскиот комплекс, односно продолжување со работата на рударскиот комплекс Казандол, но и дека се против, иако не сум сигурен дали општинската изборна комисија ги сумираше резултатите или пак со оглед дека не го исполни законскиот цензус, не успеавме да видиме од тие што излегоа каков е резултатот. Имаме, значи, скоро 95% од граѓаните кои што излегуваат да го дадат својот глас се против отварањето на рударскиот комплекс Казандол и против отварање на други некои можни потенцијални рударски комплекси на територијата на нашата општина. Вие бевте единствената општина кој што не го избра, туку така му беше наложено со оглед дека локалната самоуправа не донесе одлука за референдумско изјаснување, па моравте да собирате потписи или би рекол потешкиот пат го изодивте за овој референдум. Зошто толку мал одзив на гласачкиот електорат? Значи токму така, од самиот почеток на работата на иницијативата СОС Спас за граѓаните на општина Валандово, ние се соочуваме со обструкции кои што во другите општини ги немаше. Значи како што спомнавте, самата постапка за да дојдеме до референдум ние изодевме по најтешкиот пат, односно со собирање на потписи на граѓаните кои што беа собрани во рекорден рок. Од друга страна, во моментот кога се распиша референдум, веќе тука започнаа недоследностите и непочитувањето на основните закони кои што владеат, нели ги имаме во оваа држава. А тоа е, граѓаните не беа соодветно информирани од институциите кои што беа должни тоа да го направат, дека е распишан референдум за начинот на гласање и за целокупната постапка за одржување на референдумот. Значи уште пред самиот почеток на референдумот, ние откако тој беше распишан, ние веќе се соочивме повторно со обструкции од страна на институциите. За време на предизборната кампања, и така да кажем, или пред референдумското изјаснување, се соочивте како иницијатива со обструкции во делот на кинење плакати, заплашување на граѓаните. Како граѓанска иницијатива, што се уочивте во тој дел и за самиот ден на референдумското изјаснување? Така, значи, како што сами спомнавте, имавме едно крајно дрско и недолично однесување од страна на, може да речеме, од другата страна, во овој референдум со уништување на нашиот пропаганден материјал, кој што потполно законски и по сите регуларни постапки го поставувавме низ општината со цел да граѓаните бидат информирани дека кај нас ќе се спроведува референдум, по кое прашање ќе се спроведува. Истото го правевме и со трибини по сите населени места и бевме до крај комплетно и останавме доследни на да задржиме преди се една правнички и законски кампања да одржиме и меѓу другото верувам дека до крај бевме и коректни и кон инвеститорот и кон сите засегнати страни. Меѓутоа за жал таков однос од самиот почеток немаме во оваа приказна, па така да тој начин на делување се пренеси на самиот ден на гласање во Валандово. Ние
дадовме изјави во самиот ден и еве се согласувам дека гласачкиот ден помина без некои посериозни инциденти. Меѓутоа за тоа посебно сакам само да им заблагодарам на граѓаните на општината кои што останаа достоинствени во текот на денот на гласањето, иако еве можам слободно да ви кажам, во недела Валандово беше под окупација. Значи Валандово беше преполнето со дипломатски возила од странски амбасади, со возила со регистарски таблички од други општини, со лица сомнителни кои што се движеа низ градот, вршеа притисоци, стоеа пред избирачките места и сето тоа мислам дека покрај сите други недоследности кои што ние ги регистриравме, ги забележавме и со соодветните докази во приговорот ги доставивме до општинската изборна комисија, мислам дека и текако влијаеше на конечниот резултат, на кој што повторно ќе речам дека ние сме горди и задоволни и воопшто референдумот него сметаме за неуспех. Во недела во Валандово сепак мислам дека граѓаните победија со тоа што ја испратија својата порака. Колку успеав да ве разберам, имате доставено приговор до општинската изборна комисија, на што се однесува тоа? Значи приговорот до општинската изборна комисија подкрепен со докази за тоа што ние го пријавивме како нерегуларности се однесува уште со започнување на прекршоци во предизборниот молк и за самите притисоци кои што се правени на денот на гласањето. Значи присуство на лица на избирачките места за кои што немаме потврда идентификација кои се. Пропуст во легитимирањето на наблюдувачите. Потоа, влегување на странски дипломати било што во општинската изборна комисија, што е крајно недозволиво. И ред на други недостатоци и пропусти во техничкиот дел, околу заверка на легитимациите за наблюдувачите, водење на евиденција, на дневник за евиденција на работата на општинската изборна комисија и еден куп други работи и пропусти кои што сметаме дека се направени со цел. И мислам дека, еве па ќе кажам, сите тие работи конечно имаа влијание на конечни резултати на исходот од референдумот. Само СОС понесе приговор или има и некои други граѓански здруженија кои што... Така, процесот на гласање во недела беше наблюдуван од наблюдувачи кои што беа пријавени од страна на еколошкото друштво Калинка. Значи ние ве сакавме и до тој степен да бидеме до крај демократски расположени, да немаме условно кажано влијание нити во работата на општинската комисија, нити во самиот процес на гласање. Наблюдувачите кои што беа пријавени беа од страна на еколошкото друштво Калинка од Валандово. И подпомогнати од нас, заедно од она што го гледавме на терен и што успеавме да го документираме како докази, сето е срочено во приговорот кој што го поднесовме. Општинска изборна комисија, кој е крајниот рок да се произнесе? Општинската изборна комисија има 48 часа да се произнесе по однос на приговорот, меѓутоа ние исто така сите овие забелешки за нерегуларностите ќе ги доставиме до сите други релевантни институции, вклучително и меѓународни кои што го штитат правото на глас на човекот и кои што се трудат да има демократија, па ќе спомнам. Сметам дека демократијата во Македонија во недела сепак ја огреа некое сонце со тоа што граѓаните на Валандово го направија. Калкувалиев, велите дека референдумот за вас е успешен, имајќи во предвид дека 4700 граѓани излегле, но законски не е исполнет цензусот. Кои ќе бидат понатамошните активности? Дали како граѓанска иницијатива ќе се откажете од вашата намера, бидејќи едно 5 месеци ви инсистиравте на вакво референдумско изјаснување? И очигледно, односно отворено кажувате дека сте против изградба на рударскиот комплекс Казандол и дека сте против отварање на било какви други рудници во вашата општина. Така. Значи работата на граѓанската иницијатива беше да дојдеме до референдум. Сега, со овие резултати кои што ги добивме во недела, ние сме должни пред граѓаните да ја оправдаме довербата. И ние ќе сториме се за да стигнеме до конечната цел, а тоа е она што го сакаат граѓаните. Граѓаните јасно во недела рекоа дека не сакаат да се отвори рударскиот комплекс Казандол. Плюс и со оглед на сите други действија кои што се случуваа на денот на изборите, уште повеќе имаме право да работиме понапорно за да тоа го оствариме. Повторно ќе речам, за нас бројката од 47% не е пораз. Ќе признаеме пораз кога останатите 53% ќе излезат и ќе кажат дека се за отварање на рудник, тогаш ќе признаеме пораз. Во ваков случај, ова е победа на граѓаните на општина Валандово и нивната порака мора да биде слушната. Калкувалиев, јас ви благодарам на ова гостување во Канал Вис. За поканата. Почитувани гледачи, продолжуваме со останатите содржини во вестите на Канал Вис.